За жал, во сега, моментално, како што кажам, на оваа точка кој што се наоѓа градот Кочани, не се наоѓа ниту еден град и општина во цел регион. Искрено загрижува тој игнорантски однос на институциите на владата. Посебно ќе го потенцирам игнорантскиот однос од Министерство за финансии. Сите декларативно за една изборна единица, меѓутоа кога ќе дојде да се покаже на дело, работите излегуваат на друг начин. Дали вие лично сметате дека македонскиот јазик и идентитет е загрозен? Јас сметам дека се додека секој од нас го говори македонскиот јазик, ги учи своите деца да го говорат македонскиот јазик, јазикот секогаш ќе живее. Навистина постигнавме еден добар ниво, мислам, во Хрватска на ефикасност, меѓутоа квалитета не е подобрена. Уште треба и Хрватска да работи на тоа да тие пресуди бидат поквалитетни, затоа да граѓани веруваат дека правдата е постигната со тие пресуди. На што се должи овој игнорантски однос? Па тој однос не е само спрема мене како градоначелник, тој однос е спрема целиот град. Три месеци по трагедијата во Кочани, во која 62 лица загина, се уште нема надзорна расправа околу оваа национална трагедија. Веќе неколку месеци поред викендите во Кочани се одржуваат мировни протести. Обвинителството соопшти дека е завршило истрагата за пожарот во Кочанскиот клуб Пулс, со кој се оплатени вкупно 46 осомничени за тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Ова е издание на тренинг соговорник ќе биде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. Господин Крстевски, како вие го доживувате фактот што 3 месеци по трагедијата народните избраници не седнуваат и не расправаат на надзорна расправа околу оваа национална катастрофа? Најпрви ви благодарам на поканата и можноста да гостувам во вашата емисија и на вашата телевизија. Со жалење може да констатираме дека народните избраници не оправдуваат довербата која што има добиено, меѓутоа не треба да ставиме предмет на изедначување и гледаме дека има пратеници кои што се трудат и да артикулираат темата за Кочани. Не знам од кои причини таа тема одредени пратеници се трудат да стават под тепих. На што се должи обидот за политизација на тагата кај граѓаните во Кочани? Факт е дека оваа трагедија одвикна не само во Македонија и регионот, туку во цел свет. И нормално е истото да има таков публицитет. Жално е што има луѓе кои што се трудат да го искористат тој публицитет за свој лични намери, меѓутоа за мене уште пожално е институционалната неангажираност, бидејќи институциите се тие кои што повторно затајуват, не само пред несреќата. После несреќата имаме ние многу повредени лица и секојдневно гледаме дека истите не добиваат соодветен третман. И едноставно самите тие и ред други лица од нашиот град се трудат да го анимираат тој проблем и верувајте дека единствен начин е преку вас, медиумите и социјалните мрежи, бидејќи институционално тие действуваат колку што им даваат можностите на самите институции, а гледаме дека 3 месеци, како што кажавте, после трагедијата, институциите не се на задоволително ниво. Еве имаме промени во градската болница и сакам да ги поздравам тие промени и се надевам дека новата ВД директорка ќе успее да ја направи таа трансформација што не успеа незината претходничка, која што беше неопходна во периодот пред да дојдат повредените лица. Сега, откако веќе дојда, е касно, меѓутоа час поскоро истите промени треба да се десат. ВМРО ДПМН обвинува за некрофилија. Опозицијата пак смета дека власта не испорачува правда, здравство и ги навредува родителите. Дали во ова политичка мимикрија во која едните со другите си ја прифрлаат вината, всушност кочанчани се колатерална штета? Видите, ќе ги коментирам и двете поединечно партии.
Најпред ВМРО ДПМН треба да свати дека има одговорност. Има централна власт, има 3,5 години во Кочани локална власт. Во нивно време се случи оваа трагедија и да ги преземат своите надлежности и ингеренции кои што ги имаат како влада и со конкретни мерки и чекори да действуваат во Кочани. Доста ни беа тие политички соопштенија и таквите обвинувања. Таквите обвинувања се преостри и несоодветни според мене. Од аспект на Социјалдемократскиот сојуз сакам да кажам дека и тие треба да бидат поконкретни во нивните барања. Еве дадоа предлог во собрание, меѓутоа исто така не треба да се оттуѓуваат од народот. Значи, добре дојдени се сите во Кочани, и ВМРО, ДПМН и СДСМ, нека дојдат во Кочани да разговараат со народ, да дојдат и во општина Кочани, бидејќи сите заедно можеме да го решиме овој проблем во кој што се наоѓа не само градот Кочани, туку и цела држава. За жал, сметам дека јавноста очекуваше дека после овој немил настан ќе кренеме интензивно во менување на системот, бидејќи системот е тој кој што е одговорен за сите немили настани и во минатото, не само за случајот во Кочани. Системот сме сите ние, и ВМРО, ДПМН, и СДСМ, и јас, и ти, едноставно ние го создаваме системот. И за да го смениме тој систем, треба да покажеме намера преку конкретни чекори. Еве сега, да кажем, од позиција на ВД градоначалник, мене тоа ми е примарна цел. Значи да го менувам системот во надлежностите кои што ги има општина Кочани. Има ли координација меѓу локалната и централната власт во овој момент? Бидејќи денове, например, од Илинденска број 2 вела дека кабинетот на премиерот е во постојан контакт со родителите. Ви благодарам на прашањето. Јас, кога станав ВД градоначалник на општина Кочани, прво нешто што беше е допис до кабинетот на премиерот за да имаме состанок. За истиот допис не добив конкретен одговор кога би имале состанок, туку ни беше одговорено неодредено. Со премиерот се сретнавме и на настан пред еден месец, кој што го организираше швајцарската амбасада. Имавме лично разговор и ми беше кажано негова страна дека ќе бидам контактиран од кабинетот за да направиме состанок, бидејќи јас тој состанок го барам во интерес на кочанчани. За жал се уште немаме состанок. Мене ме искрено загрижува тој игнорантски однос на институциите на владата. Посебно ќе го потенцирам игнорантскиот однос од Министерство за финансии, каде што пред 2 недели од моја страна беше контактирана министерката, бидејќи ние, замислете, во Кочани во 2025 година имаме готов објект за детска градинка. Тој објект може да биде пуштен во употреба уште утре. Истиот е изграден пред повеќе од 3,5 години, меѓутоа поради технички недостатоци целиот овој период истите тие недостатоци се санираа и за очекување во секој момент да се пушти. Не знам од кои причини за пари кои што се предвидени во буџетот на Министерството на финансии ние немаме добиена согласност од министерката за да успееме да ја ставиме во функција таа градинка. А со ставање во функција на таа градинка ние ќе го решиме проблемот на сите родители во општина Кочани, меѓу кои има лица и повредени во несреќата, има и лица кои што останаа самохрани родители. Листата на чекање е скоро 200 деца. Сега со промена на големата група и со воведување на помала група, односно ќе се растерети капацитетот во самата детска градинка, меѓутоа доколку ја ставиме во употреба детската градинка Детелинка која што има капацитет 115 легла, ние за еден месец можеби ќе решиме целата листа на чекање во општина Кочани. Тоа му треба на Кочани. На Кочани не му требаат некои мегаломански проекти кои што ќе ги очекуваме во некоја далечна иднина. На нас ни требаат конкретни мерки и решенија денес, утре, час поскоро. Градоначалник, премиерот Мицковски вели заедно сме во однос на родителите во Кочани, на починатите и на повредените, а од друга страна овие мирни протести и граѓанското движење го квалификува како политичка партија. Не знам што сакал да каже премиерот со тоа и најдобро е него да го прашате, бидејќи не ми е јасно што сака да каже со тие изјави. Зошто не се одржа средбата меѓу родителите и кабинетот на премиерот? Па исто така
Тоа треба да го одговорат и премиерот или родителите. Меѓутоа, гледајќи го односот, не ме чуди што не се одржи таква средба. Не знам од кои причини, еве и во вашата емисија ќе повторам. Вратата на општина Кочани е отворена за премиерот. Значи јас давам рака за соработка. Мене не ме интересираат партиски калкулации, мене ме интересира што е можно поскоро да го подобриме амбиентот на живење во Кочани. Не знам од кои причини премиерот исто така ги игнорира моите повици на средба, бидејќи само со заедничка работа ние можеме да направиме одредени работи, да ги поместиме од точка која што се за жал во сега моментално, како што кажам, на оваа точка која што се наоѓа градот Кочани, не се наоѓа ниту еден град и општина во цел регион. И на Кочани му е потребна таа помош од централните институции. Ние како локална самоуправа даваме максимум со нашите сили. Меѓутоа, тие не се доволни за да ја смениме целата состава која што се наоѓа општината. Еве овде сакам да се надоврзам зошто ни е потребна поддршка од премиерот. Ние упатевме барање, јас имав и апел, бидејќи сите сте запознаени и цела јавност дека Кочани е градот на комарци. Ние сега кога имаме веќе луѓе со отворени рани, потребно ни е ефикасно прскање против комарци. Невозможно е општина Кочани да прска само на територија на општина Кочани и ние да очекуваме дека ќе го решиме проблемот со комарците. Од 2009 година наовно се прска локално. Тоа е една голема глупост. Ние треба, за да имаме ефект, да се прска регионално. За да имаме регионално прскање кој што ги опфати и полињата, меѓутоа ќе ги опфати и планините кои што се огромен регион. Овде сметам дека истото за да се случи само со помош на владата можеме да имаме ефект доколку таа се заложи и направи регионално прскање, повторувам, кое што е преку потребно во следниот период, бидејќи не само што имаме луѓе со отворени рани, едноставно неподносливо е секојдневието покрај таков амбиент на живење со тие комарци. Исто така имаме и многу други проблеми каде што владата треба да интервенира и да ја помогне на општина Кочани. Следите трин гостин во емисијата Венко Крстевски, ВД градоначалник на Кочани. Господин Крстевски, владата најава голем проект за Кочани. Дали вие сте упатени колку тоа ќе ги изразува потребите на кочанчани? За каков проект станува збор? Да бидам искрен, не сум запознаен. Во секој случај, доколку истото се оствари е за поздравување, меѓутоа ќе се навратам на претходно кажаното, мојата скепса доаѓа за тоа што на нас не треба Кочани 2025. Значи, на нас не треба овој момент. Несомнено е дека отварање на нови фабрики, донасање на факултети и ред други инвестиции во иднина ќе го подобрат амбиентот на живење. Но ви кажав случајот со градинката што може да биде отворено уште од утре. Такви се и многу други проекти. Имаше најава од многу пратеници дека Кочани ќе добие посебна поддршка. Мене не ми е јасно што мислеа тие кои ќе кажат дека Кочани ќе биде посебно привилегиран, бидејќи истото со никој закон тоа не е предвидено до сега. Како мислеат тие дека сите општини ќе добијат нешто, а Кочани ќе добие повише од тоа? Помалку ми е чудно, неверојатно дури градоначалникот на Кочани да не знае за каков капитален проект станува збор, кога владата вели ќе направиме проект кој ќе го заживее градот во најмала рака. И на мене ми е чудно, меѓутоа за тоа треба да одговори владата. Вие не сте пројавили интерес да се заинтересирате? Пројавив интерес, до сега слушам само шпекулации. Еве ви кажав, во неколку наврати се потрудив да стапам во контакт со премиерот, да оствариме средба, истата за жал се уште не е реализирана. На што се должи овој игнорантски однос? Па тој однос не е само спрема мене како градоначалник, тој однос е спрема целиот град. Не знам од кои причини, одговорот треба да го даде премиерот. Ке се реновира МВР од маралиштето на Пониква, дали можеби не е подобро да се реновира и да се оспособат болничките капацитети, бидејќи многу често денове слушавме во јавноста дека има недостиг на лекарски капацитет, односно нема доволно лекари, има недостиг на медицинска опрема. Точно така. Сакам да ви кажам дека пред една недела имаше акција од страна на општина Кочани и комуналното јавно предпријатие во расчистување на дворот и санирање на некои дупки кои што се на
патната инфраструктура во самата болница. Бев присутен на таа акција и видов во какви услови се наоѓа нашата болница и можам да кажам дека таа е изградена пред 40 години со само придонес на кочанчени и истата не е во ништо подобри услови, дури и во драстично полоши од моментот кога што е изградена, бидејќи огромен капацитет од самата болница не е искористена. Но тоа е во делот со инфраструктурата, во делот со медицинскиот персонал. Ние гледаме дека во нашиот град има полицајци од цела Македонија, има и од Тетово, од Стругови, од Госвар. Како што има полицајци од други градови, сметам дека треба повеќе доктори од други градови да бидат пратени, се со цел да им помогнат на повредените, меѓутоа и да го растеретат персоналот во Кочанската болница кој што има одговорност да се грижи не само за кочанчани, туку и за целиот регион, бидејќи Кочани е регионален центар на истокот, ние сме природно центар на истокот и не сме, како што многу луѓе ни условуваат, мало градче, бидејќи по територија сме 9-та најголема општина во државата и имаме повеќе од 33.000 жители, кои што треба да ги задржиме во следниот период, за да бидеме место за живење кон кого ќе гравитираат и жители од соседните општини. Треба да направиме многу како локална самоуправа и како политички чинители, за да го воздигнеме градот од состојбата во која се наоѓа. Постои ли ризик гневот, незадоволството, револтот на семејствата на починатите и повредените да ескалира? И што е целта на овие неделни мировни протести? Па, секогаш постои. Најчесто можеше да се случи, бараме правда и одговорност. Еве конкретно прашањето, сметате ли дека обвинителството ја води во вистинска насока истрагата, бидејќи и денови слушнавме дека е веќе завршена истрагата? Најпрви да одговорам во врска со родителите и со маршот кој што се одржува секоја недела. Тоа е мирен марш и гледаме дека на досега одржаните нема ниту еден инцидент. Дури самото тоа покажува со каква свест и одговорност се кочанчани во делот на протестирање и во делот на барање на правда. Јасно е дека јавноста е незадоволна од самиот процес, бидејќи сметаше дека истиот треба да се води потранспарентно, незадоволна е, претпоставувам, и од односот на пратениците, затоа што во Народното собрание, кога се случи несреќата, имаше пауза, наместо да има работа за да се пронајде вистинската одговорност. И искрено би сакал да ги слушнам, бидејќи не сум правник, правните мислења по завршување на истрагата, како ќе ги толкуваат по однос на поднесени обвиненија, затоа што и мене не ми е јасно како ќе заврши и како ќе се одвива така обемна истрага. На крајот од ова издание, каква ќе биде судбината на кабаретово Кочани од урбанистички бизнис аспект? Јас искрено сакам на тоа место да се направи експроприација, да се сруши тој објект и да се направи споменик. За жал, тој несреќен настан не отвори многу видици не само за тој објект, туку на објекти на целиот потек. Еве во вашата емисија ексклузивно ќе кажам дека јас сум првиот градоначалник во историјата на општина Кочани кој што напиша прекршна пријава за непријавување данок на имот. Ние откривме во тој дел објекти кои што за жал не се ни пријавени и истите немаат соодветна намена за која се користат. Овој настан отвори многу прашања во општина Кочани. Јас храбро се зафатив за да ги артикулирам и да ги презентирам на јавноста сите тие прашања, бидејќи јавноста заслужува да знае се што е ставано со децении под тепих. Знам дека таа борба е многу тешка, бидејќи самиот тој систем кој што е креиран 35 години направил многу фалинки. Некои викаат колку луѓе толку проблеми, напротив јас ќе ви кажам дека имаме мал милион проблеми. Дали значи дека вашите претходници им прогледувале низ прсти? Не, видете, овде станува збор за многу други институции. Ние ги занемаруваме одговорноста кај другите институции. Погрешно е погледот да се става
во општина Кочани и во инспекторските служби на општина Кочани, бидејќи ние како општина функционираме во делот на урбанизам, во делот за намена на објект, во делот... Каде го лоцирате главниот пропуст, системски пропуст? Нормално дека секој има различна одговорност. Меѓутоа, факт е дека најголема одговорност треба да се бара во МВР. Кога спомнавте МВР, ќе ве вратам на ваша изјава неколку денови по несреќата во Кочани. Што очекува министерот за внатрешни работи покрај толку многу загинати? Да не сака да му аплодираме. Се знае кој дава оставка во вакви моменти. Точно. Јас да бидам искрен овде во вашата емисија и пред вашата јавност, пред да се случи овој настан, сметав дека министерот добро се извршува својата работа, конкретно Панче Тошковски. Меѓутоа, по овој настан се открија сите недостатоци во целиот систем. И најмалку што требаше истиот да си поднесе оставка од морални причини, бидејќи во настанот загина и службено лице во извршување на својата службена работа од МВР. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам за поканата. Колку кочанската трагедија ќе руинира само бендисаноста на ВМРО ДПМН? Она што се случи во Кочани е голема трагедија за цело општество и јас можам само да изразам сочувство, а не сакам да замислам колкава е болката на луѓето таму што носат, но можам да сочувствувам бидејќи имав и блиски познаници кои што беа погодени од трагедијата. Не сакам да мислам ЛДП во ниту еден момент не ја политизираш оваа трагедија, не сакам да се политизира и навистина не сакам да зборам од призма на тоа што ќе донесе за една или за друга партија, бидејќи мене ми е мачно да се политизираат трагедиите, а верувам дека и на граѓаните им е мачно. Она што преферираме да говориме кога се збори за Кочани е како на градот да му се помогне да излезе од траумата, иако тоа е неизлечлива болка, но и како да се одговара за она што се случи. Барањата за измени на изборниот модел како турска серија. И овој пат пропадна обидот за една изборна единица, иницирана од Либерал-демократската партија. Иако начелно речиси сите, и власта и опозицијата даваа зелено светло околу идејата на Либерал-демократската партија, како и на помалите други партии, да се промени изборниот систем. Сепак и овој пат не се успеа во намерата. Во овој издание на Трилинг соговорник е претседателката на Либерал-демократската партија, Моника Зајкова. Зајкова, зошто извисивте и овој пат, иако и власта и опозицијата начелно рекоа и се согласија околу ваша иницијатива за една изборна единица? Па добро, ние во собранието не е дека видовме нешто што е непознато. И во изминатите два мандати, секогаш топката се префрлаше, сите декларативно за една изборна единица. Меѓутоа, кога ќе дојде да се покаже на дело, работите излегуваат на друг начин. Мене ми е жал што не се отвори воопшто дискусијата, бидејќи покрај една изборна единица овој закон опфаќаше и можност за отворени листи, кои што јас и во собраниската говорница напоменав можеби за некој се причина за страф, бидејќи тогаш директно ќе можат граѓаните да одберат кој сака да ги представува во парламентот и во советите, но е добро за демократијата и за да се слушна граѓанскиот глас. ВМРО ДПМН, иако се согласија, во законодавниот дом сепак не гласа околу вашата иницијатива. Дали ова може да го толкувате и дека всушност парламентарното мнозинство оди контра премиерот Мицковски, кој начелно баш денове постојано категорично велеше да и јас сум за... Сега може треба да ги прашате нив како им стојат внатре партиски
работите и координацијата, меѓутоа она што е по за мене разочарувачки е што не се дозволи да се отвори ниту дебата. Препознавате дил помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ во однос на ова ваша барање? Па сите поголеми партии си ја префрлаат топката. Во минатото беше проблемот ДУИ со праговите ирационални кои што ги нудеше, претходно беа алијанса со 8 изборни единици, претходно се бараше политички консензус, кој што знаеме дека не е неопходен, бидејќи законот не му треба двотретинско мнозинство, и така секогаш е некој изговор. Како се ближат локалните избори за избор на градоначалници во земја, политичката сцена повторно се наоѓа на познатиот ритм на предизборни кампањи. Партиите мерат рейтинзи, тестираат кандидатури, го мерат под наводници умот на народот. Очекувате реални понуди на престојните општински избори или сето тоа и натаму како и досега ќе се ветува брда и долени, мегаломански проекти, а ќе се сведеме на поправање или реконструкција на мали улички и тротоари? Нашите градови и села, за жал, се уште немаат голем дел од нив, ако тргнете по помалите општини или руралните општини, немаат ни основни инфраструктури. Значи, нема пробиени улици, нема завршено канализациони мрежи, немаме болници, така да ние може да зборуваме за тротоарчиња и за чешми кога ќе ги имаме основните потреби на луѓето завршено, односно задоволено, а потоа само дизајнот да биде подобар и да се направи поубаво за око и за посреќен живот на граѓаните. Ама нас да ни се уште умираат луѓето од енормно загадување, односно од карциноми кои што доаѓаат поради енормно загадување, да немаат јавен превоз, да немаат болници, кога голем дел од луѓето во помалите градови ни умираат на пат за во клинички центар во Скопје. Сведоци сме на градежна експанзија, се зборува за урбана мафија. Како вие гледате на сите овие најнови случувања околу дивоградбите? Па сега... Односно, прочитав деновиве една анализа на неделникот Фокус, каде што констатира дека во Македонија има над 200.000 дивоградби. Ова ми е прашање како ме потсеќа на она оскаровецот од филмот Добро утро Виетнам. Не е ништо што не го знаеме, туку се работи кои што се очигледно се случува, само сега излегоа од фиока или повеќе јавно се обелоденија. Ние како да не сакаме да учиме од се што не се случува, не се случија куп трагедии и упорно продолжуваме со истите нешта. Овие работи кои што вие ги кажувате, тоа се очигледно, секој од нас ги гледал и ги коментира така јавно, меѓутоа никој ништо не превземаше. Се надам дека овој пат институциите ќе превземат одредени действија. Зошто се толерира, а не се санкционира? Знаете како, јас не знам зошто се толерира, а не се санкционира, но се надам дека ќе превземат одредени действија за да не сведочиме на нови трагедии. Некои од тие згради таму кои што не подлежале на контрола, на надзор, можеби да бидат утре висок ризик за луѓето кои што живеат во нив. Може, не дај Боже, велам, да сведочиме на уште еден пожар, како во шупата наречена дискотека во Кочани, или на срушување на зграда при помал земјотрес, тогаш џабе ни е и казни, џабе ни е санкционирање, кога човечките животи ќе не може да ги вратиме. Затоа е подобро да превенираме, отколку ние некако постојано нешто само лечиме штети. Го спомнате пожарот во дискотеката Пулс. Колку кочанската трагедија ќе ја руинира само бендисаноста на ВМРО ДПМН? Она што се случи во Кочани е голема трагедија за цело општество и јас можам само да изразам сочувство, а не сакам да замислам колкава е болката на луѓето таму што носат, но можам да се чувствувам бидејќи имав и блиски познаници кои што беа погодени од трагедијата.
Не сакам да, мислам, ЛДП во ниту еден момент не ја политизираше оваа трагедија, не сакам да се политизира и навистина не сакам да зборам од призма на тоа што ќе донесе за една или за друга партија, бидејќи мене ми е мачно да се политизираат трагедиите, а верувам дека и на граѓаните им е мачно. Она што преферираме да говориме кога се збори за Кочани е како на градот да му се помогне да излезе од траумата, иако тоа е неизлечлива болка, но и како да се одговара за она што се случи. Дали ВМРО ДПМН, односно актуелната владеачка гарнитура е толку супериорна и државата ја води во правилна насока, или имаме грогирана опозиција во која во моментов граѓаните не гледаат подобра алтернатива? За супериорноста нема да коментирам. Граѓаните на крај мислам дека се свесни, покажаа на последните избори барем дека знаат да казнат кога нешто не се испорачува или кога гледаат дека работите не одат добро. Граѓаните се тие кои што на крајот ќе кажат каква е власта и дали ќе дадат повторно поддршка или не, и дали ќе биде во иста големина поддршката или ќе биде помало. Како гледате на овие преписки на релација Скопје-Софија во однос на обидите за деблокада на проблемот? Интензивни разговори, интензивна работа можат да придонесат единствено до подобар резултат. Јас не сакам да ги коментирам многу изјавите на политичарите во Бугарија, бидејќи тие си имаат свој национален наратив. Повеќе сакам да ние тука направиме јасен план и системска стратегија како ние сите заедно да помогнеме да се придвижиме и да се исполниме целта Европска унија. Бидејќи мене воопшто не ми е на крајот од денот важно што Бугарија збори, важно ми е како ние ќе се представиме во Европа и како ќе ги убедиме дека на вистина со правењето на тешки одлуки, со правење на реформи, Македонија заслужува да биде таму и конечно да го заземе своето место на масата во Европската унија. Преферирам да сум еднаква со европските граѓани, а не да се такмичам како ќе ме доживуваат соседите, односно во конкретниот случај Бугарија. Со сите треба да градиме добри односи, меѓутоа ако тие не сакаат никако да не прифатат, мене ми е важно како ние се прифаќаме и како ние се представуваме и дали другите во Европа го прифаќаат тоа. Видовме дека Европа нема проблем никаков со Македонија, има позитивни намери во процесот на проширување. Последните и амандмани кои што се однесуваат на извештајот, можам да говорам за либералите, односно нашата група која што ја предводи таму Дамбарна како репортер во Сенка, дека достави амандмани на кои што стои зад нив, а тоа се однесуваат на потврда на македонскиот јазик, македонската култура, македонската посебност и впрочем тоа го правеле либералите секогаш со усвојување на голем број резолуции, вклучително не само на европско ниво, но и на светско ниво. Таква беше последната резолуција освоена на Конгресот на светските либерали, значи целиот свет, во кој што исто така се потврдува македонската посебност. Дали вие лично сметате дека македонскиот јазик и идентитет е загрозен? Јас сметам дека се додека секој од нас го говори македонскиот јазик, ги учи своите деца да го говорат македонскиот јазик, јазикот секогаш ќе живее. Можеби сега имаме некои сленгови со ова вештачката интелигенција, малце ќе претрпи одредени форми на променливост согласно со она што ни го носи вештачката интелигенција, но како јазик и правопис секако дека ќе живее се додека има кој да го говори. Зајкова при крајот од ова интервју 6 милиарди евра договор со Велика Британија. Дали овие средства ќе може да сметаме дека со овие средства економијата ќе заздрави, ќе се стабилизираме, ќе дојдеме до економско закрепнување или ќе продолжиме
да тонеме во должничко робство? Па, пред се, за повеќе посакувам да бевме членка во Европската Унија, наместо 6 милиарди евра кредит, да имаме 6 милиарди евра грантови, односно подарок пари за да реализираме проекти. Но она за кое што ЛДП секогаш се борела и го покажувала преку своите примери, впрочем и напоменав за градот Скопје, да тие пари навистина се потрошат на нешто што е суштински значајно за државата и на капитални проекти. За овој ваков кредит, односно вакви договори имаат и други земји. Има и Србија спогодба со Велика Британија поднос на ваков кредит. Украина добива 100 годишен договор со Велика Британија, таму и дел од средствата се инвестираат и за воената индустрија. И јас во неколку наврати напоменав дека можеби добро и Македонија со дел од овие средства да ја обнови својата војна индустрија, бидејќи знаете дека ние имавме производствени капацитети во Самоков, во Прилеп, така што тоа би отворило и многу нови работни места, но и би, зошто да не, кога утре ќе стои на ознака Made in Europe, да не партиципира дека дел од работите во безбедносната и одбранбена политика се произведуваат и во Македонија. Само се надам дека парите ќе бидат навистина потрошени за нешто што е суштински неопходно на државата и дека нема повторно да се доочима само на трошење на пари за да се купува социјален мир или избори. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Моника Зајкова, председателка на Либерал-демократската партија. Оливера Ќорвезировска за својот последен роман Баста под наслов Три Марии е добитник на Расиновото признание за оваа година. Тоа е омаж за познатиот академик Славко Јаневски, еден од најплодните писатели на романи, детска литература, филмски сценарија, драми и сликари. Три Марии содржа 3 приказни низ кои писателката Ќорвезировска плете литература поврзана со академик Јаневски. Таа остави траги и со ланскиот невообичаен мемуаристички патокас за делото на непомалку афирмираниот Петре М. Андреевски. По тој повод во Трилин Оливера Ќорвезировска зборуваше и за јазичната оставнина и за грозбата на литературниот јазик во Македонија. Никогаш картата на вистината не била повеќе во рацете на писателите отколку што е сега. Јазикот е средство на литературата, не постои книжевност, нели, без јазик и припаѓаме на она книжевност на чиј што јазик пишуваме. Така што одбраната во наводници, немаме потреба да го браниме својот јазик, се додека имаме ваква книжевност каква што имаме, се додека имаме писатели какви што имаме, кои што пишуваат на македонски јазик. Така што одбраната, затоа ја ставам во наводници, не постои подобра одбрана од книга, од она што го правиме. Да, состојбата со нашиот јазик, со македонскиот јазик, последните години е позагрижувачка отколку претходно со тоа навлегување на англицизмите првенствено и тоа не е лош процес во јазикот. Но треба да имаме контрола и самосвест за јазикот, бидејќи без јазикот сме никој и ништо. Но пак ќе повторам. Госпоѓа Ќорвезировска, вистински сум загрижена за македонскиот јазик. Дури се плашам да не го изгубиме јазикот како што ги губиме граѓаните од земјата. Се грижам за граѓаните што ги губиме од земјата. Ова е извадено од поширок контекст, не велам дека не се мои зборови, меѓутоа за јазикот не се плашам. Не се плашам додека постојат писателите, ќе кажам повторно, кои што пишуваме на овој јазик. Се додека пишуваме на овој јазик ваква книжевност каква што пишуваме, јазикот нема да го изгубиме. А тоа што ги губиме граѓаните, ако малку не плаши дека со загуба на граѓаните полека и го губиме јазикот, тоа би било многу страшно, но се надевам дека тоа нема да ни се случи никогаш. Книжевноста е бедем за нашиот јазик и на него треба да бидеме сега, да го сакаме, да внимаваме и првенствено да го негуваме. Вие имате објавено, речиси, 15 книги и една мисла сега ќе прочитам од вашата книга Критика или На полпат молк.
Објавување критика или проза на собствен приватен профил е исто како шивачка да излезе со својата машина од работилницата и среде плоштад, да крпи, да шие, коригира што кому му треба. Излегувањето на занаетот од дуќанот е сериозен проблем за професионализмот во нашата земја. Како едноставно веќе да го нема. Секој е стручен за се. Никој од нас не живее од она што вистински го знае и умее. Јас сум љубител на социјалните мрежи. Не сум човек кој што смета дека социјалните мрежи го загрозуваат издавачкиот простор. Но од друга страна сметам дека социјалните мрежи и приватните профили не може да бидат единствени да го исклучат она што е базично во нашата професија. Значи треба да водиме сметка за балансот на едното и на другото или самата себе си да се парафразирам од мојата последна критичка книга. Значи шивачките може би надвор од својот занает, може би може да интервенираат нешто, меѓутоа не можат да бидат надвор од своите дуќани и да работат кому што му треба. Но ова е една тема што би сакала вака да ја насочиме конкретно за книгата, која што е предмет на интерес и малку чувствувам потреба сепак да се надоврзам и јас на вашата прекрасна емисија и разговор на Сергеј Андреевски, со Сергеј Андреевски, кој што и јас ја знам, веројатно како и повеќето гледачи на вашата емисија. Сакам да кажам дека книга за Петре сметавме оти нема да е целосен производ и немаше да ја долови лирската димензија, доколку не го ангажиравме и Сергеј Андреевски да биде дел од проектот, така што и корицата и внатрешните илустрации во книгата се дело на Сергеј Андреевски. Ова не е исклучок за нашата издавачка куќа, бидејќи Арс Ламина објави цела едиција преиздадени книги на Петре Андреевски, каде што ликовното лице на претходните книги од едицијата беа на Воскресија Андреевска, на внуката на Петре Андреевски, а овој пат 10-та книга во едицијата, нашата книга за Петре, е со ликовно лице на неговиот син. Во тоа заедништво на семејството Андреевски сметам дека е пратен еден символ, една порака, дека правиме лирски омаж, правиме нешто што го засега лично семејството, но и сите нас заедно. Во Хрватска е проблем и тој да, освен утицај на Врховен суд преку избор на председател, фактички политика нема многу можност да утиче на судскиот систем. Македонскиот правосуден систем подолг период се соочува со недоверба. Бавни судски предмети, одоговлекување на судски случаи. Дури се имаше случаи кога предмети се чуваа во фиока со цел тие да застарат. Компарации и искуства, македонското правосудство и хрватското. Во ово издание на тренинг соговорник ќе биде универзитетскиот професор од Правниот факултет во Загреб Александар Маршавелски, кој впрочем предава и кривично право. Добро дојдовте во емисијата, професоре. Добар ден. Ретко сте во Скопје, па еве имаме можност да поразговараме околу тоа како Хрватска ги спроведе реформите во делот на правосудството. Еве и причина за тоа што сум тука е еден проект за ефикасност на судството. Тоа е еден европски проект, Коста акција, и сега имаме состанак на Правен факултет во Скопје, каде што ќе компарираме заправо европските искуства за ефикасност на судството. Тоа е еден интердисциплинарен проект и тука има и правници, али има и заправо многу економисти, затоа што се заправо прашање за ефикасност е и економско прашање. Значи, тука имате инпут, значи колку предмети се, колку имате вработени во правосудниот систем, колку пари, колку е буџет, и онда се гледа дали е тој систем ефикасен или не е и како да се заправо направи модел кој ќе обезбеди ефикасност на системот. Се разбира дека и тука се и користат и математички формули. Меѓутоа, јас секогаш кажам дека не може
samo broj na rešeni predmeti da bide jedinstven pokazatelj za indikator za efikasnost na sistemot, бидејќи mora da se gleda i kvaliteta. I nije imavме na nekoj sudovi vo Hrvatska u nekoliko godini postigната голема efikasnost. Например, се сеќавам дека Управен суд на Република Хрватска имаше едно време преку 30.000 предмети заостанати пред едно 15 години и за неколку години, за 4 години се тој број намалил на 2.000, само 2.000 заостанати предмети. Тука навистина се затворија многу тие стари предмети, меѓутоа проблемот беше што правдата не беше квалитетна, значи образложење на тие пресуди беа некакви, да така кажам, шпранци, значи беше веќе од напред заправо одредени образложења, типски образложења за одредени предмети и фактички ги менувате имења на странки, записникот се препишува, значи сожеток на записникот и тоа е сега пресуда. Мислам дека тоа не е добро. Колка е довербата на хрватските граѓани во правосудството, во судскиот систем во Хрватска? Значи, хрватскиот судскиот систем стана поефикасен, али Од кога? довербата например, од пред 20 години. Што беше рецептот за поефикасен правосуден систем во Загреб? Значи, во Хрватска беше значи дигитализација. Дакле сега имаме значи електронички систем за водење на предметот, ЕСПИС се вика е предмет во Хрватска и полесно се заправо прати значи поминување на предметот, не е сега да седи у некоја ладица и сега не знаете што се случува, него се дигитализирано и се знае ако некој предмет стои, тоа се види во системот и председател на судот ќе реагира, ќе каже зашто овој предмет стои, значи мора да поминува. Значи тоа е навистина постигнавме еден добар ниво, мислам, во Хрватска на ефикасност, меѓутоа квалитета не е подобрена. Уште треба и Хрватска да работи на тоа да тие пресуди бидат поквалитетни, затоа да граѓани веруваат дека правдата е постигната со тие пресуди. Во Хрватска се водеа големи судски процеси против хрватскиот тајкун Тодорич, екс-премиерот Санадер. Колку хрватското судство е ослободено или е под надзор на политичките и бизнис влијанија? Па, во моментот имаме избор на нов председател на Врховен суд и тој избор е, да така кажем, ние имаме кохабитација меѓу Милановиќ и Пленковиќ и они треба да се договорат кој ќе биде нов председател на Врховен суд. Така беше и порано. Така да у таа хиерархија, судбената хиерархија, можам да кажам дека нема политички влијања во смисла дека една партија диригира што ќе се прави. Заправо во Хрватска е проблем и тој да освен утицај на Врховен суд преку избор на председател, фактички политика нема многу можност да утиче на судскиот систем, значи на судската власт, за тоа што е тоа еден затворен систем. Фактички суди бират суди и едуцираат суди најмногу и тоа е еден затворен систем. Малце, морам да кажам, и политика изгуби контрола од судскиот систем и затоа се ту јавуваат и тие проблеми со квалитета. Оно дел кај што политика има голем утицај е избор на главен јавни обвинител во Хрватска и тука е избран човек кој е близок на владеачка партија и кој фактички ги користи своја моќ на таа позиција да ја штити, да ги штити политичарите од владеачка партија, а моментално имамо големи отварање на многу предмети против опозицијските политичари и за некои мали
moram da kažem... Дали тоа во Хрватска не се koruptivni дали тоа во Хрватска не се доживува како своевиден политички реваншизам? Pa, kaj nas nema revanšizam zato što nemaše jedno veke podolgo vreme nemaše smena na vlast. Od veke 10 godini je ista partija HDZ, Plenković je na vlast veke 10 godini vo Hrvatska, skoro 10 godini i tuka nema revanšizam vo ta smisla. Međutim, ima zapravo saka da se koristi zapravo otvaranje na krivični postupki protiv, otvaranje na istragi protiv opozicioni političari i nivnite, da tako kažem, členovi na nivnito semejstvo. Imam jedan slučaj na političarka čiji maž je sega pod istraga, koji beše i absent, beše i pritvor. I to se gleda kako mnogo problematično zato što se raboti za nekakvi mali, da tako kažem, prašanja povezani su nelegalno gradenje, na primjer, znači dobivanje nekakva dozvola, kaj što je prašanje ili kupovanje neko državno zemljište koje i drugi kupovale pod nekoja poniska cena, tako da ne se gleda kako on točno uticao, na primjer, neko od tije političari da dobijat nekakva beneficija. Se gleda deka dobile neka povoljna situacija, ali to se raboti za navistina mali sumi, za razlika od golemi koruptivni aferi za koji sega malce se zastanato. Znači, vo poranešni period imavme poviše ministri protiv kojih se otvoreni koruptivni aferi i krivični postupki protiv njih, a sega je to malce zastanato, zato što vladajačka partija go postavila nov javen obvinitelj koji treba malce da gi zaštiti, da tako kažem, vladajačka partija i to je sega vo ta smisla sme vo loša faza, da tako kažem. Професор Маршавелски, во Македонија со секоја промена на власта се најавуваат реформи во македонското правосудство. Еден период се зборуваше за потребата за ветинг во судството. Потоа се промовираше идејата за распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители како резултат на ниската доверба прво на телото кој именува и разрешува суди. Кој е според вас рецептот и какви реформи би требало да се спроведат за да се врати или да се подигне довербата кај делителите на правдата? Pa mislim дека je golem rizik da se odi u nekoj dramatični reformi, da se pravit nekoj čistki, da tako kažem, da se odredeni, da golem broj na sudi, da se frli na dvor, pa da se nekoj novi luge postavat na nivnoto mesto. To tako iskustvo imaše Hrvatska vo 90. godini i to beše lošo, zato što se vrabotija vo jedan period golem broj na luge, a nemaše toliko golem broj na kvalitetni kadrovi za da bidat sudiji. Znači, ne može so jedna radikalna reforma da se nešto popravi. Spored moje to mislenje je važno da se obezbeda dobri uslovi za sudiji da rabotat. Važno je da gi se educira, znači da site sudiji imat redovni edukaciji i da im se pomogne zapravo koga ima, bidejki imat postojano nekoj reformi zakonite se menovat i da ne bidet to, da građani ne bidat, da tako vikam, pokusni kunići, da se na njih testira nov zakon, nego to je važno koga se menova zakon da se napravят nekoj pilot projekti i da se prvo vidi kako zakon može da se primjeni vo neka testna faza, a onda da stvarno počne da se primenува i toga što imame po kvalitetna praktika od početok. Bidejki koga se zakon menuva, ako loša praktika počne loše tolkuvanje na zakon od početok, koji zakonodavec ni ne sakal, ne beše ni ideja na odredena izmena da se nešto lošo sluši so odredena reforma, a to često se slučava za žal, so dobra ideja, ali so loša primjena na kraj.
Значи da imаме kvalitetna edukacija na sam početok i tije pilot fazi na primjena na zakonot, pred da se zakonot primjeni na građanite i togaž, znači so podignovanje na kvaliteta, ke se podigne i doverba na građanite vo sudski sistem. A se razbira i od druga strana treba i da sistem odbide poefikasen, znači tu je ključna digitalizacija, znači važno je da imame jedan kvalitetan sistem, zapravo elektronički sistem za vodenje na predmetite i da im pomogneme na sudiji da zapravo pobrzo rešavati preko toj sistem zapravo. Во Македонија ќе биде донесен нов кривичен законник, откако во текот на мандатот на претходната влада предводена од СДСМ се направи измени на кривичниот законник со кои дел од предметите кои ги водеше тогашното СЈО застаря, дел од случаите беа дел од казните им беа намалувани на дел од случаите кои беа водени против осомничените лица. Каков кривичен законник би бил веродостоен или каков кривичен законник е потребен за земја аспирант за членство во Европската унија? Pa ja mislim дека je stvarno sramno to što se sluči, su namaluvanje na kazni za korupcija i za da se predmeti od SEO da se frlat u zastara, to je mene mi je ja sam to gledal od Hrvatska i mene mi beše neverovatno da građanite koji protestirale zapravo koga bombite bea objaveni, izlegla na ulica i uspjale zapravo da smenat ta vlast na Gruevski i da se pokrenatije postupci protiv nego i drugi te involvirani vo ti aferi. I posle toga, znači, koga se parlamentot, koga sobranje to reši da namali kazni, da gi frli site predmeti u zastara, građanite gledale kako nemokno faktički kako se to slučuva, a moje mišljenje дека trebaše da izleza togašna ulica. Evo, gledate vo Srbija što se slučuva so studentite. Znači, mislim дека mladi luge morat da gledat, osobeno studenti, дека имат моќ да нешто и да смена. То се види, јас верувам дека овој протести во Србија ќе бидат успешни. И имаше иницијатива после Кочанска трагедија да се студенти поише инволвират по сличен модел со пленуми као во Србија, меѓутоа во еден момент е то застанато, затоа што правосудниот систем Македонија решил да, мислам, многу се ангажирало око постапци во тие случаеви, во тој случај на Кочанска трагедија и тогаш студентите застанале, али они требаше да реагираат тогаш, поготово на правни факултети во Македонија, значи да се инволвират, значи кога се случува нешто така важно, значи a tije bombi bea prelomen trenutak, znači za Makedonija da se smeni korumpirana vlast i trebaše građanite da reagirat i da i studenti i site da izlezat na ulice i vi kad nas obranjen ovo ne možete da pravite bez razlika što dve glavne partije se dogovorile za to, za ta zastara, ali građani trebali da poručat nije nema da dozvolite to. На петок 13 следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување за 7 дена во исто време. Во меѓувреме може да не читате на trilling.mk.